Во Македонија има живи донатори на органи. Татко подарува бубрек на син, мајка на ќерка, братучет на братучет. Сопруга дава парче од себе за да го спаси мажот, но изостанува донацијата на органи по смртта. Ја нема доволно. Малку се зборува, но денес во Европа и светот тоа е речиси сосема нормална појава. Зошто да си го дадам срцето, бубрегот, слезината, белите дробови? Во чие тело ќе живеат? Ќе спасам ли живот по мојата смрт? Чие срце чука во мене? Прашања што задираат во здравјето и во чувствата. Вечерва во 24 отворено на оваа тема разговараме и дебатираме со луѓе кои што се пациенти, на кои им бил трансплантиран орган, со оние кои даваат или кои сакаат да дадат, но и со пациенти кои уште чекаат, со доктори, министри и активисти. Гости во 24 отворено вечерва се Ирена Рамабова Бушлетиќ од Клиниката за нефрологија. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Овој пат го реализираме во амфитеатарот на Медицинскиот факултет во Скопје. Маја Мојсовска-Миовска, национален координатор за трансплантација. Господин Венко Филипче, министр за здравство. Добра вечер за вас. Господјата Верче Пехчевска, дел од Сдруженијето Нефрон, но и жена на која што е потребен бубрек. Александар Трајковски, добро вечер. Вие сте една од оние ретки фамилии во Македонија кои во минатото преку човек кој што починал сте донирале дел од органите. Ќе имаме за што да позборуваме. Ќе почнам веднаш со господјата Пехчевска. Колку време чекате бубрек? Скоро 2 децении. Значи, моите родители се починати, немам од кого. На листа за чекање сум и немам избор. Морам на диализа. Тоа чекањето предпоставувам дека ви истоштува Многу. И физички, но и психички. Да, многу. Како се одразува тоа? Па, значи, вржана сум за апаратот. Морам секој втори ден по 4 часа, 4,5 сега часа да бидам на тој апарат. Со превоз вржана. Од сите страни, некакви ограничувања, сакате да кажете? Живот без тој апарат не може. Добро, кога ќе речете 20 години, чекате на тоа дури звучи малку незамисливо за човек што не е во оваа бранша, кој што прв пат се соочува, бидејќи 20 години е навистина голем период. Така, да. Многу и многу тешко. Кога прв пат се пријавивте за тоа да примите бубрек од одредено лице, дали е тоа жив или човек што е починат, што очекувавте, за колку време дека ќе го добиете? Дека многу бргу. Затоа што јас не знаев како тоа оди, не бев ни запознаена, него може да добиеш од донор орган и јас бев среќна. Меѓутоа, остана многу време да чекам и уште чекам и не се знае до кога. Мојсовска, Миовска, вакви има чести случаи, веројатно, но навистина, кога ќе чуеме дека 20 години се чека, во што лежи проблемот? Вака, за 20 години не можам да зборувам, бидејќи практично она што во суштина се случи во последниве 7-8 години е новиот закон за трансплантација 2011 година. Предходно бевме по некои закони од стара Југославија. За жал, нели во тие реформи на здравството воопшто не е размислувано на таа тема. Од 2011 наваму се направија напори, нели, да се донесе закон за трансплантација како за жив донор, нели, така и за починат донор, или така популарно кажано кадаверична трансплантација, кој што едноставно е близок на европските закони, односно по ЕУ директивите е направен. Во главном, да, законите нема да ја започнат трансплантацијата, нели, закон е закон, практично тоа ние нас рамка во кој што треба да се движиме. По донесувањето на законот 2011, некаде 2013 имаме некој исчекор во однос на трансплантацијата од починат донор,
Тоа беа 8 трансплантации од починат донор и 15 бубрези кои што беа трансплантирани во рокот тие 2-3 години. И повторно настана некој застој, нели, едноставно фалеше кампања, фалеше говорење отворено за овој проблем, до објаснување, нели, на граѓаните што значи тоа, дека практично ако јас сега кажам дека сум донор, тоа не значи дека денес ќе ми ги извади некој органите, туку доколку се случи јас да ми се случи мозочна смрт, дека во таа варијанта и доколку се наоѓам, нели, во интензивно лекување, бидејќи не секоја смрт е донор. Така да мора да се Значи, проблемот е во свеста, го лоцираме во свеста, во подигањето на свеста. Подигањето на свеста, да не ни е тешко да дискутираме. Законите во моментов не се пречка за такво нешто. Законите, барем од ова, не сме ги ни исцрпиле законските рамки, да видиме дали практично овие закони нас ни одговараат како држава и динамиката, нели, која што ќе ни ја наметнат. Секако законите се променливи, нели, ако дојде време да треба да ги менуваме, ќе ги менуваме, но не сме ги исцрпиле. Сметам дека законите се добри, во суштина се убави, строги рамки, строго контролиран процес во кој што се вклучуваат голем мултидисциплинарен пристап. Значи сме сигурни дека се работи за мозочна смрт. И на тој начин во суштина треба да зборуваме што после смртта. Рамбабова, Бушлетич, колку луѓе во Македонија чекаат, еве бубрек да речеме, со оглед на тоа дека сте од клиниката за нефрологија? Така, како представник на клиника за нефрологија, веројатно јас и моите колеги кои што сме активно вклучени во третманот на пациенти со бубрежни заболувања, го имаме токму тој прв контакт со пациенти кои што бараат одреден тип на заместителна терапија. Доколку пациентот нема дарител и не е подготвен за трансплантација, мора да има и во терминална фаза на бубрежна слабост, мора да има одреден тип на заместителна терапија, или хемодиализа, или перитонеална диализа, или за овој модалитет кој што сега зборуваме трансплантацијата. Она што ние го работиме и што секојдневно го гледаме е дека најголем дел од пациенти кои што се млади, кои што имаат дарители во семејството, тие ги рачунаме дека имаат потенцијален донор, кој што е од семејството и тој е сроден донор. Тој дел од трансплантацијата долго години наназад оди, да речеме, непречено, се одвива и оди по некој устален редослед. Меѓутоа, сепак, еден тренд кој што не е само наш, туку е светски, со старење на популацијата, стареат и донорите и реципиентите и некако се повеќе се намалува стапката на потенцијални дарители на органи од семејствата. И затоа се соочуваме со тој недостиг, односно гап на потенцијални органи за дарување. Со оглед на тоа што доктор Маја го спомна фактот дека имаше во цела таа историја од пред 30 на години кога првпат е започната кадаверична трансплантација, па сега од ова поново време од 2012-13 се правени листи на потенцијални чекатели, односно приматели на органи. И таа листа е потребно постојано да се апдейтира. Предпоставувам дека таа кадаверична, што ја велиме, трансплантација е многу полесна од оваа другата, бидејќи практично се вршат две операции кога земате од дарител што е жив. И доколку зборуваме што ја упростува целата операција во тој дел? Зборуваме за технички дел, оперативен и подготовка. Ме прашавте прво на прашањето, би одговорила колку се потенцијални приматели што се ставени на листа, со оглед на тоа дека ја апдейтираме и ја подготвуваме. Негде околу 70 на пациенти се веќе се со подготвени испитувања, меѓутоа таа листа се уште не е дефинитивна. Тоа се луѓе кои немаат свој донор. Тие се луѓе за кадаверична трансплантација кои што немаат свој донор. Оние кои што имаат свој донор се поинаку спремани, тие се веќе договорени трансплантации кои што одат веќе усталено. Тие што се на листа за кадаверична трансплантација, бројот е променлив, со тоа што одредени состојби кај реципиентите, доколку не дозволуваат после одреден временски период да добијат бубрек, би требало да се тргнат и нови да се стават на листа. Така да тој број е променлив и веќе сега во новите организации, заедно со нашите надлежни институции, се трудиме тој број да го
да го утанчиме колку е и да направиме една конечна листа која што секако ќе биде подложна на промени, меѓутоа да го имаме дефинитивниот број на пациенти кои што реално чекаат органи за трансплантација. Министре, велиме имаме закони, тие се горе-долу подготвени. Проблемот е во тоа што нема доволна свест за тоа. Не бе прашал, ги прашува ли некој воопшто пациентите кои што починале од мозочен удар, нивното семејство се разбира, дали тие се спремни да донираат орган, дали тоа се случува во болниците секојдневно, дали се работи на таа работа барем во здравствените установи, кога веќе нема онаква јавна кампања за каква што сега зборуваме дека треба да почне. Па со прашањето го допирате суштинскиот проблем, а тоа е организацијата на здравствените работници и Министерството како креатор на политиката за тоа што треба да се направи за тој процес да стане еден организиран систем, кој што ние знаеме кои чекори треба да се направат за да се организира, како да се зацврсне и како тоа да стане еден конзистентен процес кој што навистина нема да дозволиме од ниједна страна да биде компрометиран и еднаш кога ќе започне нема да може да запре. Заради тоа што ние имаме обврска и кога збориме со меѓународните организации и институции, но и кога пред нашите пациенти, пред семејствата на пациентите кои што се со мозочна смрт, имаме одговорност да кажеме што можеме, да им предложиме што може да се направи и нормално што би бил резултатот на сето тоа. И во таа смисла ние ги отворивме процесите, како и многу други процеси во Министерството, кои што ги правиме многу транспарентно, отворено и со исклучително голем степен на инклузивност, уклучени се апсолутно сите кои што може да дадат некаков придонес, така и конкретно за трансплантацијата. Сме и бевме во постојан контакт со стручното здружение за нефрологија, анестезиологија, па административните процедури ги завршивме со назначување на национален координатор, болнички координатори. Имаме скоро секојдневни контакти со Здруженијето Нефрон и многу други здруженија кои што се и тоа како заинтересирани овој процес да профункционира. Меѓутоа имавме и контакти со организацијата Евротрансплант преку Хрватското и Словеничкото Министерство за здравство, заради тоа што сакавме да покажеме дека ние сме спремни да бидеме дел од едно такво големо семејство. Заради тоа што луѓето ја препознаваат организацијата во нашата земја. Вака зацврснувајќи ги нашите процеси. Ние стануваме спремни да дадеме придонес кон едно такво големо семејство, кон цела во кој што организација во која што членуваат сите земји, скоро сите земји во Европа, но истовремено очекуваме и огромен бенефит за нашите пациенти. За да станеме дел од тоа семејство, претпоставувам дека треба да имаме некаква бројка на донори која што годишно треба да се исполни во некаква квота. За каква бројка станува збор? Воопшто не станува збор за конкретна бројка. Ние не може да се мериме со повеќе милионски земји, но тоа што можеме да го направиме, ова што веќе го правиме и добар дел направивме. А тоа е, го почнавме системот. Значи, почнуваме системи и кампањи за подигање на јавната свест, за укажување на сите придобивки од тој процес на трансплантација, што пациентите може да добијат од сето тоа и тоа Евротрансплант ќе го препознае. Мора и треба. И спремни сме да се разговара со семејствата на пациентите кои што се со мозочна смрт во оделенијата за интензивни неги. Затоа имаме национален координатор и болнички координатори кои што се тренирани и едуцирани како тоа се прави. Можеме да извлечеме максимум од тоа со кое што ние располагаме како капацитет, како број на пациенти, како услови во интензивната нега. И на тој начин веќе стануваме спремни. Регрутирајќи ги нашите пациенти, потенцијални кандидати за трансплантација, со соодветниот процес на ХЛА типизација, испитувањето на можните коморбидитети, кристализирањето на кандидатите според соодветни критериуми, утврдување и на приоритетноста во однос на возраста, чекањето и така натаму. Ние за многу кратко време после добивањето на некој орган од кадавер знаеме дали тој орган може да се имплантира кај некој наш пациент или тој едноставно можеме да го дадеме на системот Евротрансплант. За возврат секогаш можеме да сметаме за тоа дека наш пациент на кој што не може да му се најде соодветен органодавател може да биде кандидат за да добие орган од таа голема европска листа. Добро, господине Трајковски, веќе кажавме во најавата, вашето семејство, односно вашата почината мајка практично,
ги донираше своите бубрези. Тоа беше пред колку време? Тоа беше пред 12 години, 2006 година. Добро. И ја не верувам дека тогаш свеста била поголема од што е сега за оваа ситуација. Како дојде до тоа? Па вака, значи, тоа беше еден период, прво морам да кажам дека ова е за мене многу болна тема. Мислам и не дискутирам многу околу тоа така лесно. Меѓутоа, токму оваа иницијатива што во последниот период гледам дека се прави од Министерството за здравство и кога ме повикавте во емисијата, ми беше поттик да дојдам да го кажам моето лично искуство. Значи, тоа беше 2006 година, кога мислам дека и не се зборуваше многу на оваа тема и немаше многу отворени дебати воопшто во јавноста. И јас како дојдов лично на оваа тема, на оваа идеја. Мојата мајка почина од мозечен удар, анеуризма. Тогаш јас прв пат слушнав за тоа дека постои таа болест. И беше 7 до 10 дена, неколку дена во безсознание, во кома. Работата околу донирањето на органи, конкретно на бубрези, мене лично ми беше позната затоа што јас во мојата најблиска фамилија имам доктор, тој е професор доктор Владимир Георгиев, кој што е уролог на клиниката за урологија, така што дома кај нас се дискутирала таа тема за донирање. Во моментот кога веќе беше јасно дека мајка ми ќе почине, дека нема да може да преживее, идејата се роди кај мене спонтано, јас да се заинтересирам дали може нешто да се направи. Претходно сте разговарале со вашата мајка околу таква некоја можност? Вака, ова и други луѓе ме прашувале. Значи, конкретно на таа тема не сме разговарале. Туку сме разговарале на друга тема. Значи, нејзината идеја, мајка ми релативно млада почина, на 51 година, меѓутоа имало разни муабети во разни прилики, кога ми има речено дека кога би умрела би сакала незиното тело да биде дадено на клиниката на медицинскиот факултет за да учат студентите, за да има некоја корист од незе. Тоа беа незините зборови, колку и да звучила сега сурово вака и брутално. Добро, тоа кога веќе беше болна или не, уште пред да биде болна? Мајка ми не знаеше дека беше болна, го доби ударот и после не беше свесна што и се случило. Значи ова беше во некои разни муабети човечки. Така. И јас тоа го имав во себе, го знаев. И кога размислував што како, кога го направив муабетот со моите дома, со тетка ми, со тетин ми, кој што го споменав, идејата се роди на место да биде тоа, подобро да направиме нешто конкретно, ако може ако е некој од органите во функција, да ги донираме, па за да може да се спаси некој човек, некој што му е потребно тоа. Добро, и вие сами побаравте од клиниката каде што беше таа сместена или тие ве праша? Да, и тие кажавме, таму се обративме затоа што таму каде што лежеше на интензивна нега, морам да кажам среќа, мислам во целиот овој процес беше тоа што јас пак ќе кажам имав контакт со доктори во мојата фамилија и многу полесно ми одеше тоа да го направам и да се направи тој контакт како да се организира сето тоа и затоа што тоа беа, да речам, и часови додека уште требаше да се одлучи дали се во функција органите. Во клиниката веднаш одговорија позитивно на сето тоа и се направи таа операција, таа трансплантација. Да, знаете каде се донирани бубрезите? Дали ги знаете луѓето кои што значи контактиравте со нив, сте зборувале, се гледате? После тоа, од кога веќе беше направена трансплантацијата, јас се запознав со луѓето, едни од два бубрега се, кај двајца пациенти отидоа, кои што беа, како што ми кажаа, тоа беа првите на листата во тој момент кои што биле на чекање. После тоа тие самите се се обратија, побараа контакт со мене, ние се запознавме, имавме и неколку средби и јас сум многу среќен што веќе се 12 години поминати, луѓето се здрави и живи и јас имам повремено понекогаш лични, понекогаш телефонски контакти. Тоа беа млади луѓе, релативно? Едното беше девојче, сега мислам околу 20 на години дека беше тогаш, а другиот човек беше повозрасен, можеби тогаш да имаше околу 50 на години.
Од прилика сега. Да, гледам дека со доза на емоција зборувате за ова. Добро, ве плени ли таа помисла дека ете со вашето дело сте направиле еден потек на кој што многумина не се одлучуваат и дека на некој начин тоа што органите од вашата мајка живеат во туѓи тела го држи во сеќавање и вашето мнение за мајка си. Да, значи ми е задоволство што е тоа така. Пак ќе речам, болна тема ми е тоа што се случи. Јас секогаш го поврзувам и со ова убавото, го поврзувам и со неубавото во мојот живот. Меѓутоа конкретно тоа и вака во некои понатамошни размислувања, посебно и кога сум во контакт некој директен со некој од нив, така ми е исполнето срцето, искрено да кажам, и задоволен сум што ете во некои тие моменти на тага, на безсознание се одлучив на еден таков чекор, што го искористив моментот што не ми помина моментот така, за потоа да ми биде криво дека не сум го направил. Да. Мојсовска, ретки се овие ситуации, но повторно заради претходното сознание и конекциите што ги имал во семејството лекарски, дошло до една таква ситуација. Нешто друго ме интересира, дали секогаш мора да се праша семејството за донација на одредени органи? Дали може некој човек сам претходно да си подпише дека сака да ги даде органите и потоа да не мора да биде прашано семејството и тоа да се направи на тој начин? Еве, ако да речеме јас подпишам утре дека сакам и по мојата смрт тоа да се случи. Видите вака, законот тоа наш не го вклучува. Значи, практично, законот вели дека секој од нас е донор, доколку писмено не се изјасни на нотар дека не е донор. Значи, сите сме донори. Но во суштина, последната желба ја кажува семејството. Доколку, еве, јас сакам да сум донор, тоа не е тешка тема да се поразговара во сите семејства. Например, ваквата емисија може би да побуди кај граѓаните да поразговараат дома. Зборуваме за нешто што може би нема да се случи. Видите, поголема е варијантата дека ќе ви треба, поголем е процентот дека ќе ви треба орган во животов, него што стварно ќе донирате на орган. Но, во суштина, ако се случи тоа, то точно вашето семејство ќе знае што да прави. Ме разбирате, не постои кај нас во нашиот систем, правен систем, сепак е тоа и една законска рамка, не постои дека ние треба да се изјасниме во текот на животот. Затоа што ако се изјасниме во текот на животот, каде ќе биде тоа изјаснување? Кој ќе ја води таа регистрација? Матичните лекари. Матичните лекари треба да поменат обука. Може би ќе стасаме до тоа ниво. Може би ќе стасаме до тоа ниво. Тоа постои некаде? Па америчкиот систем го поддржува тој органодарителски систем во смисла да имаш донорска картица веднаш кога ќе се нотираш кај матичен лекар, но Европа не. Европа во суштина го има истиот закон како и ние. И реално, на последната конференција која бе во Брисел на Европската канцеларија за трансплантација, тоа што го виделе во суштина дека не носи повеќе донори картичката. Разбирате, гледано вакво процентуално некаде се тука, но во суштина ваквите емисии, значи ваквото говорење отворено на темата е тоа што не побудува да размислуваме за ова, тоа што не побудува дома да поразговараме или во друштво да поразговараме и дека веројатно секој од нас има став. И секако семејството ќе биде запознаено со тоа. Кога зборувате за семејството, кој член од семејството одлучува? Добро прашање. Вака, одлучуваат, видите, законски сопружниците, значи дали се работи за сопруга или сопруг и одлучуваат децата. Значи децата доколку се доколку се три, значи двотретинско треба да бидат запазени. Значи од 3 деца, двете да се согласуваат, едното значи, може да не се согласува. согласува. И сопруга од 4 треба тројца да се согласни. Да, тројца треба да се согласни. Значи целото семејство. Во суштина целото. Видите, најубаво кога е целото семејство здружено во тоа. Ние сме имали таков случај каде што пациентката немаше своји деца, имаше повеќе браќа и сестри кои што реално одлучува за случајот и тие заедно одлучија дека тоа е добро за нив, односно е добро да ги даруваат органите и мислам дека се тоа најлесните и најдобрите
моменти во кои што стварно заеднички цела фамилија ќе го одлучи тоа. Рамбабова, како се избираат пациентите што треба да добијат орган? Постои некаква скала, листа, како се одлучува кој е прв, кој е втор, кој е седми на таа листа? Да, вака се подготвува листа за начекање, каде што влегуваат потенцијалните реципиенти, приматели на органи. На листата можат да влезат пациенти кои што немаат апсолутни контраиндикации за трансплантација. Тие пациенти не ги ставаме воопшто на листа. Се ставаат одредени параметри кои што ги следиме во тек на тој процес на чекање на листа. И секако има одредени групи кои што се така наречени пациенти со приоритет. Тоа се пациенти кои што немаат васкуларни пристапи, кои што немаат друг начин за лекување. Сега зборуваме за бубрек. Јас конкретно зборувам за бубрек. Останатите органи кои што се односно останатите пациенти кои што чекаат органи има други приоритети. Кај нас се пациенти со таков приоритет, пациенти кои што се високо сензибилизирани, пациенти кои што се со специфични крвни групи и немаат соодветен дарител, се групи кои што имаат приоритет. Секако, листата на чекање има, односно приоритет имаат пациенти со долг диализен стаж, почнувајќи од самата диализа и од моментот кога пациентот ќе биде ставен на листата за чекање. Добра, зошто ЕВП ќе чека 20 години? Тоа ја пак не можам да го сфатам. Зборуваме за 20 години ми е голем период. Секако. Зборуваме за држава каде што нема еден устален тек на кадаверична трансплантација. Трансплантацијата се одвивала во неколку периоди со измеѓу долги периоди на замирање на таа кадаверична трансплантација, така да тие 20 години поминале практично без одреден континуитет на вршење на кадаверична трансплантација. За жал, овде пациентката нема жив дарител, не можела да биде поинаку трансплантирана и заради тоа поминале тие 20 години. Со секое ново ставање, односно сега доколку зборуваме, еве како пример, за пациент кој што долго години е на диализа, секако во тие скоринг системи кои што би биле за алокација на органи, би била со одреден приоритет. Министре, Хрватска и Шпанија се лидери по бројот на извршени трансплантации во светот. Која е таа формула што тие применуваат за да ги убедат своите граѓани во тоа дека треба да донираат органи? Па и во блиското соседство во Хрватска, например, имаме случај каде што во изминативе години тоа е доста на високо ниво издигнато. Како и што напоменав претходно, сметам дека системот е опрашање. Како ние сега сме добро екипирани со експерти, тренирани да бидат координатори на целиот процес на трансплантација, како се филтрира листата на донори, на потенцијални приматели од луѓето кои што се на диализа, како е веќе скоро спремна листата на пациенти на кои што им треба трансплантација на срце, како се спрема тимот од клиниката за дигестивна хирургија да завршат дополнителна едукација и да дојде кај нас еден од експертите во регионот за тренинг на трансплантација на црн дроб. Ние веќе ги зацврснуваме нашите капацитети. Го правиме нашиот систем да биде функционален, да биде оперативен и да биде конзистентен. Значи, секогаш кога ќе имаме пациент со мозачна смрт, од сега натаму ние веќе знаеме точно што правиме. Знаеме кои се диагностичките процедури кои што треба да се направат, знаеме кои се луѓето кои што треба да се повикаат да ги направат истите и знаеме што и како треба да се разговара со семејството. Паралелно на сето тоа го започнуваме процесот на развој на кампањи за подигање на јавната свест, меѓутоа во исто време и за едуцирање на нашите доктори за тоа што е тоа што треба да препознаат, како треба да изреагираат кога тоа се случува во внатрешноста, како треба да се транспортира пациентот, на кого да се јават. Значи, станува збор за од најтривиални работи комуникација помеѓу себе, се до тоа да ние на највисоко ниво во Министерството за здравство со соодветните координатори и организации стручни, го спремиме системот за да станеме еден систем во кој што точно ќе се знае што се прави со секој пациент. Кој е вака најчестиот одговор на оние семејства на пациенти што починале од мозачен умор кога одбиваат да донираат орган? Или воопшто не разговараат за тоа? Различни се причините. Некои се културолошки, некои има некои други. Меѓутоа,
има семејства кои што апсолутно оставаат простор за разговор. И многу често преку разговор тие навистина разбираат што е тоа што може да се постигне и каков е бенефитот кој што тие потенцијални приматели на органи може да го имаат од ние најчесто збориме за бубрезите, барем до сега збориме само за трансплантација на бубрези. Значи секогаш има простор за разговор. Секогаш има простор да се укаже на тоа со што се располага, за што сме спремни. Има луѓе кои што навистина не се информирани, има луѓе кои што слушнале, меѓутоа им треба дополнително објаснување, има семејства кои што и тоа како добро знаат за каков процес станува збор и веднаш кажуваат за што се спремни. Колку кадаверични донатори имавме минатата година, како ми рековте? Немавме ни еден? 2013-2015, 8, односно 15 бубрега, пошто едниот бубрег не беше во солидна состојба за трансплантација. 80-тите години имало 11 кадаверични, 80-тите збора. Ми сме имале некој период на 30 години во кој што не сме работеле ништо така. И сега повторно започнуваме и јас би се надоврзала на министерот. Различни се причините зошто фамилијата во прво. Многу е тешко, видите, на едно семејство да му соопштиш дека да, нивниот драг е починат, бидејќи мозочна смрт значи смрт. Не е кома. Ве молам да не ги мешаме тие изрази. Значи кома е сосема друга состојба. Ние од кома пациенти сме спасиле. Значи, збориме за мозочна смрт која што се диагностицира со методи клинички и параклинички. Што значи тоа? Дека клинички постои сплет на испитувања кои што се прават пред комисија, значи не е тоа индивидуално, јас сум одлучила да ги правам, туку се прави комисија од Министерство за здравство која што ги проследува тие клинички испитувања, се повторуваат истите клинички испитувања во рок од 3 сати за возрастни пациенти или 12 сати за деца. На крај се прави едно параклиничко испитување или би се рекло, значи инструментално, значи сакаме некој инструмент кој што ќе ни покаже дека нема циркулација во мозокот. И тоа значи смрт. По докажувањето, тек тогаш можеме ние да седнеме со фамилијата да разговараме. Предходно не смееме да разговараме, ние не знаеме дали тој пациент ќе ги исполни сите критериуми за мозочна смрт. Во разговорите се случуваат различни работи. Прво е голема болката. Треба да ги разберете тие дека доживуваат голема болка, загуба. И во таа цела загуба треба да им дадете опција во која што во суштина дел од нивниот близок ќе живее, да, не знаеме каде ќе живее. Може ова е интересен случај што се познаваат. На крајот на криштата Македонија е мала земја, но во суштина и самото дарување не е процес кога давате, кога дарувате некому, не знам, за децата во дом. Вие не знаете кое дете ќе го ја носи вашите алишта или кое дете ќе се храни од вашата храна. Тоа не е битно. Самото дарување е процес на хуман чин, на човеколюбие. Самото дарување треба да биде дарување. И тука не треба да не интересира каде ќе одат. Да, не интересира дали биле добри органите, дали му помогнале на конкретниот пациент, тоа е најбитната работа. А другото е едноставно да ако се сретнат, ако се најдат, убаво е да се запознаат. Така да кажете, не е важно за да не се создадат некои други разлики или некои други проблеми во иднината? Од кој аспект би можеле да се создадат проблеми? Видете, од секој аспект може да едноставно погрешно биде сватено, може би да сакаат многу да контактираат. Знаете како, тоа треба да се надмине во смисла, да, убаво е да контактираат ако се сложни, да си разговараат на таа тема. Може би загубата е помала кога ќе знаете дека разговарате со некого кој што носи дел од вашиот близок, така. Но во суштина, на крајот на криштата, што ако сме ние дел од Евротрансплант и не знаеме бубрезите кај отишле, ниту пак црниот дроб. Не можеме да ги најдеме ние тие пациенти. Затоа ви кажам, самиот чин на дарување не е конкретно, да, кога дарувам на некој близок, тогаш точно знам кому го дарувам. Но кога дарувам вака, значи, тоа е еден највисок чин на хуманост, едноставно дарувам за човештвото, односно баш за човеколюбието и за некој таму пациент да живее подолго. Министре, дали само од пациенти со мозочна смрт може да се искористат органите за понатамошно лекување на некој друг човек, односно за трансплантација? Да, ако не збориме за живи органодарители, да, кога знаеме точно
како на која е таа постапка. Станува збор за пациентите кои што е таа мозачна смрт точно според одредени критериуми диагностицирања. За време на тој период во кој што пациентот е во мозачна смрт, точно се знае со какви лекови се одржува и циркулацијата и работата на срцето, а се со цел органите да добиваат доволна количина на крв со циркулација за да ја одржат својата функција. Токму заради тоа зборуваме само за оваа категорија на луѓе. Колку годишно луѓе умираат од мозачна смрт? Па добро, сега е многу тешко да се каже точната бројка. Сигурно има некои статистики оквирни барем. Сигурно дека има, меѓутоа бараме колку се потенцијални донатори, сакам да прашам. Колку се годишно? потенцијални донатори, јас би рекол дека се во нашата земја, тоа се пациенти кои што најчесто се лечат во оделот за интензивна нега и реанимација, тука кај нас на Карел, и јас мислам дека нашиот капацитет е негде околу 15 до 20 пациенти, можеби 20 е многу, меѓутоа од прилика тоа се пациентите кои што може да се диагностицираат со мозачна смрт, тоа е нашиот максимален капацитет и тие да бидат потенцијални кандидати да донираат органи. Да. Кога тие би биле, се разбира, тоа не би зависело дека ние ќе спасиме само 15 животи или 30 животи, туку Секој донор практично се спасуваат 7 до 8 животи зависно од органите. Ние дека се концентрираме само за бубрезите. Да, бидејќи нели таа трансплантација инаку од секој донор во суштина се спасуваат 7 до 8 животи. Добро, кои се другите, освен бубрезите, други најчести трансплантации? Може да се... Ајде, повелете. Покрај бубрези за која што е усталена трансплантација кај нас, се дарува срце, се дарува панкреас, хепар, односно црн дроб, црево. Да, тоа би можело да се... Зборуваме за луѓе започинати донори. А од живи донори само бубрек? Од жив донор е бубрек и парцијално земање на делумно земање на дел од црниот дроб. Уште едно надополнување околу пациентите кои што се со мозочна смрт. Значи, околу таа селекција е и националниот координатор и болничките координатори. Значи, правиме селекција пациенти кои што имаат мозочна смрт, меѓутоа немаат одредени придружни заболувања кои што ограничуваат, односно да не бидат тие потенцијални дарители. Би требало да бидат условно здрави, за да можат и другите органи да се земат. Значи, се исклучуваат пациенти со малигни заболувања, активни инфекции, така натаму, се што на медицински ги контраиндицира. И заради тоа е таа бројка која што ја спомна и министерот. Добро, сакам тука да ја вклучам публиката и луѓето што се денеска тука со нас. Дел од нив се луѓе кои што на некој начин или примиле некој орган, повелете господине, и ја не бевте, така? Да. Сакам да ве запрашам, вие имате трансплантирано бубрек, сте добиле бубрек практично? Да, од кого? Мајка ми имам трансплантиран бубрек пред некои 6 години. Јас сум добар, мајка ми е добра, фала Богу. Само ве молам повисоко микрофон. Така, поблиску да. Ве благодарам. Да го повториме уште еднаш бидејќи. Значи, трансплантиран сум 2012 година од мајка ми, значи од жив донор. Добра е мајка ми, јас сум добар. Претходно бев некои 13 години на дијализа. И можам да кажам дека пред тоа било преживување тие 13 години, а сега е живот. Како зошто не се одлучивте порано на тоа, например? Не би можел да кажам зошто конкретно, дали и ги немаше ни подзаконските акти донесено нешто, имаше некоја корчица постоеше, не можам да кажам зошто. Но сте зборувале сигурно за тоа во семејството. Зборено цел живот на таа тематика, значи пошто јас од своји 11 години имам проблем некој со бубрезите и не знам, може така требало да биде, да дојде момент да се решиме дека треба да се направи, дека може да се направи. Со тимот од нефрологија, со тимот од урологија се направија сите испитувања потребни, се совпадна мајка ми, се направи трансплантацијата и од тогаш јас сум сосема добро. Нема никакви проблеми ниту вашата мајка? Не, добре и она. Сум
прави контроли редовни, борети се резултатите, се е во ред. Колку време траеше самата рехабилитација после зафатот? Јас бев некои 5-6 дена после тоа, до 7 лежев на моделот за посттрансплантацијска нега и едно месец и пол, 2 месеци бев затворен во домашни услови, онака баш за пошто тогаш се пие и најаката терапија, имуносупресија и такви работи кои што за да се заштити човек себе си треба да малце да биде надвор од овој свет буквално, значи треба да избега од контактите со луѓето највеќе. Меѓутоа споредбено со тие 3 пати неделно по 5 сати на диализа се се издржува. И после тоа веќе од тогаш најнормален живот, значи патување и семејство и дете и се. Добро, ќе ме молам сега да му го дадете микрофонот на господинот Киро, така, Ристовски. Да. Кајва ситуацијата е поинаква, вие исто така чекате на донор, практично. Колку време тоа се чека? Вака на диализа сум негдека околу 5 години. Не помнам уште за 15 на така речено. Полнам 5 години на диализа. Што се случи? Почнавме процедура за трансплантација, пошто веќе кога ми кажа дека треба да одам диализа, ми дадоа избор да бидам на диализа, на периторионална или на хемодиализа. Пошто одлучивме на хемодиализа да идеме и после почнавме паралелно со тоа и процесот за трансплантација. Идевме со сроден донор, мајка ми. Одговараше сродство 100% идеално во све, само што беше бубрезите беа оштетени негдека 30% од висок притисок кај мајка ми, и до тоа докторот кој ја водеше таа постапка рече, вика, може би ќе помогнеме, а може ќе те одмогнеме, вика. Затоа што бубрек кој е веќе оштетен, прво ќе направиме, вика, проблем кај дарителот, втора работа кај тебе не може да гарантираме дека бубрекот ќе функционира како што треба. И така остана статус кво, предовме на листа за чекање на од кадаверична. И се уште чекаме. Сега најново екот што е кампањата, ги повторивме испитувањата и сега останува времето да покаже како ќе биде и што ќе биде. Рековте 5 години. Да. Колку пати неделно одите на 3 пати неделно. 3 пати неделно по 5 часа? По 4:45. 45. Да. Значи во вакви случаеви како тоа кога има донор кој што бубрезите се оштетени, не се прави, воопшто не станува збор за тоа дали да дојде до трансплантација. Кога зборуваме за сроден донор. За сроден донор. Да, не може Или да се го- прави со процена на ризик некаква. Ниве Рамбабова мислам дека Повелете. треба да кажа. Да. Посебно кај живата трансплантација, многу е внимателна подготовката, затоа што се работи за жив дарител. Безбедноста на донорот е особено важна и затоа во сите тие статистики преживувањето на донорите е доста високо. И за да се земи орган, треба да нема бубрежно оштетување, со тоа што би дале орган кој што не би функционирал ниту кај донорот, а кај реципиентот, а и донорот би го изложиле на ризик да и тој во одреден период му треба одреден заместителен третман да заврши тој на хемодиализа или перитонална, или да стане и тој потенцијален реципиент. Значи сите тие внимателни подготовки и заради тоа претпоставувам дека е контраиндицирана мајката. Одредени состојби кои што и кај неј се довеле до оштетување на органите и заради тоа е контраиндицирана како потенцијален донор. Господин Киро, сте се обиделе ли да најдете сроден донор некој друг што не е ваш близок? Жив. Постои ли таква опција? Опција кај нас не постои. Прво, за да ти даде некој законот, да ти дарува орган, треба да е крвно сроден. Таму си има со законот таму од кој е прво, второ, трето колено. Кај нас или постои солуција на црн пазар што никој не ти гарантира дека
бубрегот ќе ти биде валиден негде кај што ги се трансплантираат во други земји. Да, ова ми беше всушност најавата, сакав да прашам како функционира тој црн пазар, бидејќи се справи некоја фама, но за тоа ќе зборуваме веднаш после рекламите. 24 отворено, од тука, од амфитеатарот на Медицинскиот факултет во Скопје, разговараме на една чувствителна, но многу значајна тема, донација на органи и трансплантација на органи. Нешто што во Македонија е законски дозволено, но свеста, како што можевме и досега да утврдиме во дебатата, не е на доволно високо ниво за да имаме онолку донации колку што би можеле да имаме. Пред почетокот на пред паузата разговаравме на повеќе аспекти. Пред самата пауза начнавме едно друго прашање кој што така треба да го отвориме за да не се создаваат некакви фами во јавноста. Ми спомнавте за тоа дека ако не постои друга опција за донација, можеби некој може да ви понуди да одите на некаков црн пазар на органи и да се случи, условно речено, некаква операција што може да носи претпоставува многу ризици. Прво, се случило ли тоа некој навистина да ви понуди или вие сте се обидале ли да најдете можност за тоа каде би извршиле таква операција, ако веќе тука со години чекате и не можете да најдете ете бубрек? Се уште имам верба во нашиот систем дека ќе се отпочнат трансплантациите, збориме за кадаверични. Затоа што да идеш на друго место да бараш негдека нешто што како да идеш во темница, бараш пат, не можеш да го најдеш. Прво, материјални средства многу, згора на тоа лековите после кои ќе треба да ги примаш, затоа што трансплантацијата не е направена во здравството, ќе треба да си ги покриваш сам. А каде може да се направи таква операција? Мислам, какви се тие сознанија? Со разговор пациенти кои веќе направиле таква трансплантација, лошо искуство има. Од Македонија? Од Македонија. Сепак веќе идам на диализа скоро 5 години, сум така речено. Сум се сретнал со многу пациенти. Сега не е убаво да се спомнат кои се, како се, што се. Да, се разбира. Да. Зошто е лошо тоа искуство? Еве, освен што чини пари во ред, тоа е еден момент. Но не гарантира никој дека она што ќе го добиеш е соодветно на твојот организам. Никој не ти гарантира. Додека овдека кај нас што позади нашите трансплантации стои систем. А чим стои позади трансплантацијата системот, тоа е државата како што е, тимовите, сепак они водат и грижа за понатамошниот живот на пациентот. Не е само јас мојата работа е завршив, пријатно и готово. Толку е. Тоа ќе те кошта толку и веќе не се познаваме. А додека кај нас имаш систем позади кој стојат доктори, професори, искусна екипа, што само треба да профункционира. И колку чини кај нас трансплантацијата? Како мислите? Па, колку... Буџетски. Буџетски. Да, буџетски. Зависи, верам, бабава, мислам дека ја знае. Да. Буџетите сите што одат за трансплантација, затоа што самиот процес, техничкиот, ние сите функционираме со тимови клиника за нефрологија, подготовка, клиника за урологија каде што се вршат трансплантациите. Буџетот практично за трансплантација оди на клиника за урологија. Тимот е таму кој што оперира со нашите колеги уролози и има одредени предвидени суми околу тоа дали се работи за компатибилна, абиоинкомпатибилна трансплантација која што би требала соодветна претходна подготовка, меѓутоа што она претпоставувам дека ќе го интересира аудиториумот, значи пациентите не треба ништо да платат. Практично не учествуваат финансиски во тоа, тоа е покриено од државата. Значи имаме одредени суми
и влегува во годишниот буџет на клиниката, каде што се предвидува, зборуваме за ова што е усталено, значи за пациенти кои што се компатибилни помеѓу донор и реципиент, нешто повисока сума е за пациенти кои што се АБН компатибилни и еве сега за кадаверичната трансплантација, веројатно и таму има одреден буџет кој што е предвиден од фондот за здравствено осигурување, меѓутоа пациентите не учествуваат во тој дел околу плаќањето. Значи, добро, ми се потврдија тезите. Всушност, во Македонија е бесплатно целото лекување и целата операција, и бубрегот е бесплатен, а веројатно на тој црн пазар еден бубрег се продава за 10.000 евра. Претпоставувам сте дошло до такви некои сознанија, бидејќи тоа се бројките што кружат во јавноста. Сакав уште нешто да ја прашам, она пред малку што го спомнавте, можеби на паузата. Почести донатори се жените од мажите? Зборуваме за сроден донор, жив донор. Да. Да. Во суштина тоа статистички го забележав и во мојот докторат кој што беше поврзан со трансплантацијата на бубрези. Го забележав како факт, статистички, дека жените се подарежливи од мажите. Значи, ќе треба мажите да се размислат малце, да си работат на дарежливоста. Да. Добро, Трајковски, сакам да ве прашам, вие го имате она искуство што претходно го споделивте. Претпоставувам дека тој пример би можел да биде следен од повеќе луѓе, доколку, еве, ќе речам, почесто излегувате вака на телевизија. Јас уште тогаш кога се случи тоа, бев гостин на една емисија на тогашната А1, кај вашиот колега Чомовски, имаше една популарна емисија, дебатна исто вака. И дискутиравме на таа тема и навистина во тој период имаше така, да речам, една револуција околу тоа прашање. После тоа нормално помина времето и времето се течеше и немаше ни повици, ни било какви иницијативи за нешто такво. Но мислам дека во секој случај ова излегување, моето и на сите оние кои што се слични во слична позиција како мене, мислам дека ќе придонесе за подигање на таа свест, затоа што како што сваќам, како што читам, како што следам, токму тоа е потребно за да дојдеме на она што сакаме, мислам кои што надлежните сакаат да го постигнат со оваа операција, со оваа процедура. Пекчевска, очекувате ли вие дека оваа кампања што сега се спроведува на некој начин или што ќе треба да почне да се спроведе на многу посилен начин, ќе може да ви помогне и вам лично, но и на десетиците други луѓе кои што? Да, очекувам. И ќе ми биде многу драго и за многу мои колеги, колешки кои што исто подолго време се на диализа и исто и они очекуваат. И сме среќни ако заживее ова, да ние дојдеме на ред и да се трансплантираме. Сакам тука да ги вклучам студентите од медицинскиот факултет со своји прашања за нашите панелисти. Па, дајте ми го микрофонот. Кој е прв? Ајде, повелете. Здраво, јас сум Марио Петрески, студент на општа медицина тука на факултетот во Скопје. Бидејќи вчера беше денот на кој што во 1967 година е извршена првата трансплантација на срце во Јужна Африка. Би сакал да го прашам или министерот Филипче или националниот координатор за трансплантација, дали во блиска иднина може да очекуваме да се случи првата трансплантација на срце во Република Македонија? Со правењето на листите за потенцијални приматели на бубрези, ние работиме и на листата за потенцијални приматели на срце. И таа е веќе завршена. Негде околу 20 на пациенти чекаат срце, од кои 2 до 3 се деца на кои што е потребна трансплантација и тоа што веќе го започнавме процесот. Значи, би се навртили на претходното прашање и коментар. Процесот е веќе започнат. Значи, не значи ова дека е кампански направена оваа
кадаверична трансплантација, па сега ние доправа ќе се спремаме. Ова е резултат на преговори, разговори, посети во странство, националниот координатор, луѓе од Министерството за здравство, посета на експерти од некои европски земји за тоа што ние треба да направиме и практично ова е започнат веќе процес. Тоа што ние имаме експертиза како земја у сферата на трансплантација на бубрези не амнестира од одговорноста да спремиме и да подготвиме поле и експерти, и едукација и така натаму за трансплантација и на други органи. Во таа смисла е спремањето на листи за сите апсолутно пациенти. Бубрези, значи веќе сме спремни. Имаме спремен тим кој што може да трансплантира срце, има кардиохирурзи во нашава земја работат кои што имаат искуство со трансплантација на срце. Направивме во таа смисла кога сме кај трансплантацијата на срце, толку е голема потребата на секаде во светот за трансплантација на срце да едноставно нема доволно. Заради тоа што тоа е трансплантација која е сведена само на кадаверична нормална и во таа смисла се развиваат нови девајси кои што може да се имплантираат во срцето. Дел од нив се трајна терапија, начин на лекување, меѓутоа еден дел се еден период во кој што може да се чека срцето. Таков еден апарат пред неколку дена се вгради на нашата овој клиника и тоа е така наречена destination therapy. Тоа е алтернатива на трансплантацијата за срце. Меѓутоа, ние ги структурираме сите работи, листите и така натаму, така да на еден многу организиран начин веќе го започнавме овој процес. Ќе молам само да станете кога ќе поставувате прашање, бидејќи заради потребите на камерата. Благодарам. Добро вечер, јас сум Џансун Буковец, студент ова 4-та година општа медицина. Сакам да ве прашам за кои ќе се конкретните чекори и кампањи што ќе се направат за подигање на јавната свест, зашто мислам дека најважно од се да има еден континуиран тек пациенти кои што ќе донират секоја година, да има одредена бројка на органи кои што ќе се донират. И мислам дека ова подигањето на свеста кај во јавноста ќе е најважниот елемент во ова поле. Благодарам. Кажи? Да. Во суштина е ова и на некој начин одреден дел од кампањата, нели практично и оваа дебата. Тука и се надеваме на повеќе дебати, не мора да бидат само емисии, може да бидат и во здравствените домови и некаде по градовите. Тоа исто така и од Нефрон, организацијата Нефрон е покриено во однос на подигање на свеста. Ќе мора да оди континуирано, затоа што ако немаме континуираност, видовме што се случува со целиот процес. Ќе мора да работиме континуирано, работиме и со Министерството за здравство во однос на тоа да биде освен континуирано да има месеци во кои што генерално ќе се зборува само за тоа, нели? Мислам дека ќе направиме и некоја кампања во однос на некаква си, нели, маички говорење, зборување по улици, нели, во однос на отворено говорење ќе треба да се направи некаде по градовите да се оди. Ќе ја смислиме кампањата, но во секој случај се сложувам со вас дека треба да биде континуирана кампањата и повторно да се подсетуваме на тоа што е битно, нели, на тоа што едноставно можеби не сакаме да размислуваме за тоа, но сепак неминовно некогаш ќе бидеме доведени во прашање дека ќе мора да донесеме некаква одлука. Благодарам на прашање. Благодарам. Повелете. Ернест Никошевиќ, студент по општа медицина тука на Медицинскиот факултет во Скопје. Имам едно прашање до министерот. Во 2014 и 2015 имавме неколку успешни трансплантации од почина донор, пошто следеше една, ајде да кажеме, релативно подолготрена пауза од 3 години, се до неодамна, чинам дека до пред месец дена. Мене ме интересира, според вас, на што се должи оваа пауза и поважно, што е она што Министерството за здравство и надлежните институции треба да го направат за отклонување на ваквите застои во иднина, а се со цел еден континуитет во работата, кој што потенцијално и директно би влијал на довербата на самите граѓани за темите од ваков вид. Благодарам. Благодарам, одлично е прашањето. Токму тоа што го правиме, а тоа е да го обезбедиме системот да функционира
за да можеме у секој момент, како на пациентите, да им овозможиме соодветна диагностика, терапија, да ги овозможиме у рамките на тоа што е можно во оваа инфраструктура, доколку не е да посегнеме кон различните модели на партнерства, договорите со приватните болници, да им се даде можност за нашите пациенти да ги имаат најсовремените медицински достигнувања од целиот свет. Во таа смисла и на пациентите во кои што сме се борели и не сме успеале и се со мозачна смрт, да пробаме да разговараме со семејството на еден организиран начин, да го спремиме системот така како што сега направивме, да се знае кој зашто е спремен, зашто е трениран, како се пристапува со семејството, на кој начин се објаснуваат во такви навистина болни ситуации за нив, опциите за кои што ние можеме да ги отвориме и што се бенефитите од тој процес. Значи, наша одговорноста и на здравствените власти и на здравствените работници да во секој момент му даде на пациентот тоа што треба, во смисла на диагностика и терапија, или во таа крајна ситуација, разговор со семејствата за потенцијално органно дарителство. Повелете. Нита Зехира, студент по општа медицина. Моето прашање е следното. Дали Министерството има конкретен план за тоа како да заживе ова гранка на медицината? Мислам на долгорочен план за тоа да се има соодветна професионална обука, но исто така и обезбедување на адекватни услови за работа. Благодарам. Ова е една од најкомплексните струки во медицината, како во смисла на експертиза, знаење и така натаму, така и во смисла на организација. Заради тоа што најголем предизвик е кога треба да организираме нешто што бара мултидисциплинарен пристап, да дојдат експерти од повеќе области, да се организираат околу пациентот и да се даде таа медицинска услуга или тој медицински третман кој што треба. И во таа смисла и насекаде во светот различна е структурата. Некаде има центри за трансплантација, каде што работат експерти кои што се тренирани само за трансплантација. Меѓутоа, малку се тие земји. Например, посетивме еден таков центар во Израел за време на посетата на Тел Авив пред неколку месеци. Меѓутоа, у многу земји во светот, вклучително и многу европски земји, експертите се работат во своите полиња и по потреба, тогаш кога има трансплантација, се вклучуваат во тој процес и секој дава дел од своето знаење. Заради тоа што самиот акт, хируршкиот акт на трансплантација е акт кој што за кој што се спремни нашите уролози, спремни се и за многу покомплексни процедури, станува збор за експлантација, трансплантација, поврзување на структурите на бубрегот, крвни садови и така натаму, и многу друга експертиза за која што се тие спремни да дадат и ја даваат во рамки на својата клиника, а по потреба се собираат заедно со тимот на нефролози, анестезиолози и се друго што е потребно од средниот медицински кадар за да ја направат трансплантацијата. Значи, сметам дека секој си има своја национална политика. Ние сме организирани така да експертите во повеќе струки се собираат тогаш кога има потреба да се направи таа трансплантација. Кога ќе го имаме новиот клинички центар, кој што ќе даде инфраструктура многу поинаква од сегашната, кога нема да бидеме растурени физички во повеќе згради кај што работат лекари од различни специјалности, тогаш веќе може да збориме и за друго функционално поврзување што се однесува до трансплантацијата. Благодарам. Имам уште некое прашање од публиката, повелете. Љубица Батковска, студент во втора година на општа медицина. Бидејќи го спомнавме тој црн пазар, сакам да ве прашам дали сметате дека на овој начин со трансплантација на органи од мртов донор би се намалило или евентуално спречило нелегалното шверцување со органи, или дали сметате дека тоа би било еден вид на мотивација за поголем број на граѓани на Република Македонија да се одлучат да станат орган донори? Добро, може да измешаме. Повелете. Вака, видите, познавањето во врска со црниот пазар е многу мало за нас, бидејќи реално ние нели работиме во некакви здравствени установи кои што ги следиме законските норми.
Во суштина, кога ќе имаш добро контролиран систем за вакво нешто, нема да има ни можност за некаков свој трговија со органи. Значи, на овој начин ја спречуваме било каквата можност за трговија со органи. На крајот на криштата, кога ќе заврши целата експлантација на органите од починат донор, тој донор оди на судско-медицинска обдукција и на тој начин имаме уште еден доказ дека тие органи што сме рекле дека ќе бидат извадени и трансплантирани, дека точно тие се во прашање. Затоа мора да работи системот во секој аспект најбеспрекорно и никогаш не треба да имаме сомнеш дека тоа што сме, нели, што сме побарале, што во суштина кога бараме ние согласност од семејствата, бараме согласност за конкретни органи. Значи, ние во суштина сега бараме согласно за бубрези, бидејќи во моментов и само тоа работиме. Што не значи дека утре задутре нема да се отворат можности за соработка со други земји, еве Евротрансплант со нели го спомнавме, и дека тоа што сме го рекле на семејството дека баш тие органи ќе бидат извадени, тоа ќе биде потврдено со судско-медицинската обдукција. На тој начин имаме апсолутна контрола на она што е црн пазар. Црниот пазар, видите, тешко се развива. Јас реков, не може да биде починат човек донатор на органи, затоа што тие органи мора да имаат циркулација во нив. Циркулација органите имаат, односно пациентите во интензивните лекувања каде што се поддржани и со механичка вентилација, значи со дишење, и со стимулација на срцето, нели, и сите органи ги поддржуваме. Така да тој црн пазар стварно многу тешко да се одвива во Македонија, а на овој начин ставаме капа, значи заедно, нели, на национално ниво и на Министерството за здравство, дека тој систем е контролиран од повеќе аспекти. Добро, благодарам. Повелете господин Ѓорѓевски, ќе молам само микрофонот подајте го до господинот од Нефрон. Ќе прозборам во двојна улога. Прво, ништо не се разликувам од моите колеги. Јас сум пациент кој што е 12 години на диализа и со истите проблеми и истата судбина. Јас имав една можност од несроден дарител кој што беше надвор од Македонија, меѓутоа нашата законска регулатива тоа не го дозволи и не бев спремен да тоа го правам илегално. И затоа не трансплантирам, чекам. Немам сроден дарител и чекам кадаверичен трансплант. Јас имам, ние често разговараме и со министерот и ме радува, јас сум задолжен испред Нефрон да го поздравам целиот тим што работи на овие присутните и оние што не се со нас вечерва, и едно големо благодарам за чекорот, иако скромен го направија, меѓутоа мислиме дека е здрав чекор и дека се она што министерот го кажа како системско решение не радува. Затоа што ние во минатото имавме многу пикови кои што ветуваа и после имавме хијатуси застои кои што обесхрабруваа. Во тој аспект ние немаме доволна листа на чекање и затоа едно од прашањата е дали сме спремни за да имаме добра трансплантација, имено кога ќе добиеме кадавер, ние мораме да имаме голема листа на чекање за да можеме да најдеме соодветен реципиент или примател на тој орган, дали сме спремни да направиме организирана типизација на пациентите, на потенцијалните пациенти, за да ја обогатиме таа листа или да ревидираме листата што веќе постои. Тоа е едното прашање. Второто прашање дали е до министерот, дали во постојните скучени услови на урологија сме спремни да прифатиме се она што планираме понатаму. Така да ние ако имаме сега 2 редовни трансплантации од познат дарител и ако имаме евентуално во исто време кадавер, тоа се веќе 4 или понатаму ако сакаме да ја развиваме вкрстената трансплантација, каде што одеднаш треба да се прават 2 експлантации и 2 трансплантации, дали се размислува за проширување и осовременување на центарот во урологија, како би можеле сите овие работи да ги прифатиме. И уште една констатација, дали националната кампања која што за почеток е скромна, меѓутоа нас не радува, ќе се одвива континуирано, затоа што ние во рамките на нашите можности 15 години тоа го правевме скромно према нашите услови и можности и
Секако дека тоа ќе резултира со подигање на свеста и обезбедување на доволен број на органи. Јас зборувам сега за бубрези, меѓутоа бубрежно болните имат резервна варијанта. Тоа е диализата. И, што е со луѓето што чекаат срце, што чекаат белдроб, што чекаат хепари и така. И уште едно подпрашање, многу прашуваме ние секогаш, дали ќе се направи напор сем во јавното здравство, интензивните оделени, интензивните неги и во приватните да регрутираат органи од луѓе со мозачна смрт. Благодарам. Добро. Одиме на почеток. Првото прашање за типизацијата може би е за Бушлетич или? Хајла типизациите се одвиваат стандардно кај сите потенцијални. Да, но прашањето беше дали треба да се направи нов регистар со нови типизации организиран. Во кој смисол? Ние имаме 20 и неколку центри низ Македонија. Со микрофонот само. Како тоа правиме организирано да секој пациент не доаѓа, него оние испитувања што може да се направат се прават во центрите, а инаку да се организираат по неколку пациенти, на пример од Охрид, Струга, да дојдат да се завршат, да не чекаат редовна типизација. Тие не чекаат, веќе имаме процес каде што во групи доаѓаат пациенти тие што се потенцијални дарители и се прават хајла типизации кај тој дел пациенти што ги немаме, кај одреден дел имаме хајла типизации. Тие се веќе усталени методи кои што се вршат, така да во тој смисол мислам дека немаме сега застој. Оние што се стандардни испитувања во смисол на РТГ снимки, ултрасонографски прегледи и останати други испитувања, лабораториски, можат да се направат во останатите центри, ако за тоа зборуваме вон Скопје, значи во останатите градови. Хајла типизациите мора да се направат на нашиот институт тука, така да во тој смисол мислам дека процедурата нема застој, во тек одат групи за да се дополни. Да, министре, прашањето дали и во приватните установи тоа ќе може да се направи на таков систем. Да го спомнам и со другото прашање во однос на реновирањето. Знаете дека тој дел Центарот за трансплантација е на истиот спрат и некако поврзан со клиниката за анестезија и интензивно лекување, кај што се лечат најтешките пациенти у нашата земја. Од било која патологија и апсолутно е у ситуација која што бара реновирање. Планираме и тоа е еден од приоритетите за Министерството во однос на реновирањата кои што ги планираме за 2019 година. Меѓутоа, токму во таа смисла, планираме да дадеме лиценци за трансплантации на приватните болници, тие кои што се спремни за тоа и кои што исполнуваат услови. Заради тоа што сакаме да искористиме и нивната инфраструктура. Еве јутре кога ќе се реновира овие оделенија кои што се навистина со огромен број тешки пациенти, не мора да имаме алтернатива. Замислете да нема капацитет да ги сместиме тие пациенти. Во исто време може да искористиме експертизата со која што располагаат и приватните болници. Значи сметаме дека отварањето на вратите на приватните болници во смисла да нема такви големи бариери помеѓу јавното и приватното здравство ќе донесе на крај на краиштата огромен бенефит само за нашите пациенти. Благодарам. На крајот, да, се извинувам. Прво немате микрофон. Да, така да, ама мислам дека е во ред. Имам уште едно последно прашање пред да завршиме. За сите ќе го поставам. Дали после вашата смрт ќе ги оставите вашите органи за... Тоа го знае мојата фамилија дали, многу дали за тоа одамна. веќе разговаравте со фамилијата? Да. Тоа други го знае мојот 11 годишен син. Искрено, и тој мој став го имам многу одамна. Практично и во суштини цело време оваа моја работа околу трансплантацијата потекнува што долга години работив на трансплантација како анестезиолог од сроден донор и сватив дека во суштина стварно има недостаток на органи, прво на светско ниво, да не правиме мобет, а второ во Македонија. Така да тоа кај мене е чиста работа, точно знаат што треба. Останатите, да. Секако. И јас би била донор на органи, дури и за жива и за таа другата кадаверична трансплантација, тука немаме двојба. Немам дилема. Ние сме свесни од професионален аспект, знаеме што значи маката на пациентите. И знаеме што значи да се помага на еден, друг или трет начин. Мислам дека и за тоа е оваа позитивна енергија која што ја правиме заедно со сите колеги од апсолутно сите специјалности и струки во апсолутно сите јавни здравствени установи, сите овие изминати месеци оваа година за подобрување на нашиот систем. Добро. Трајковски, вие предпоставувам
Па јас се надевам дека кога ќе дое моментот на мојата смрт, ќе имам што повеќе здрави органи за повеќе да се искористат. Добро, ја ви благодарам на сите. Вас не ве прашав, бидејќи сепак вие се уште чекате Чекаме, ама ако случајно има нешто здраво, ќе го дадете. Добро, ви благодарам на сите што бевте гости вечерва во 24 отворено и на студентите што беа така активни и се разбира на сите останати во публиката. Останете со програмите на телевизија.